кога заплови во сениорските тренерски води? Ево што се случи на тому. Ние бевме први и јас станувам тренер на репрезентацијата на Македонија. Селектор е Илија Игњатовски. Он беше и секретар на Фудбалската федерација, Да. на Фудбалски сојуз во тоа време, но И јас познат тренер беше и во Победа, беше и во Работнички. Да, и бил во Брегалница. Да, Бил во Брегалница. и тука, Он и мене бил тренер кога се вратив од војска, но јас веќе не сакав да играм фудбал. И ајде се приказката како селектор кога доаѓаш на Не, млади. јас сум прво тренер во таа репрезентација. Кај што е Игњатовски Илија селектор. Да, не, јас сум тренер. Но тој уопште не ги знаеше децата. Тврдам дека тоа така беше. Јас ја составував целата екипа, бидејќи ги знаев сите играчи млади од Републиката. И направивме добар резултат на заеднички турнир во Динамо во Загреб. Игравме на Максимир. Во репрезентација на Југославија тогаш беше заправо селектор Анте Младинич. Ќе се сетите. А вие игравте како Македонија. Како Македонија. Тоа беше надпревар меѓу репрезентации младински на републиките и покрајните. Да. Анте Младенич доаѓа во Штип само да го виде кандидатот за репрезентација на Југославија Драги Попанев. И само што се видов, и он праша како е Попанев, како работи, како трче, како... Да. Викам, Попанев веќе одамна не игра фудбал. Згасна човекот. Како тоа? Па тој талент. Не игра фудбал. Татко му мислам беше починал, беше во Кујунџија, или како се вика тие. Да, Кујунџија. Кујунџија беше отишол за извесно време во Струга, кај некои своји пријатели, да го научи занаатот и остана на дуќанот и така неговата кариера остана само како младинец. Се среќаваме, срдечни сме во градот кога се идеме и така. И после твојот тренерски пат? Во тој момент Брегалница беше во втора лига. Првата екипа, кога ние бевме први. Но Арсениевич, Љубо Арсениевич, тренер на Брегалница, беше изненадно отишол од клубот. Малку беше чуден како човек и го напушти клубот. И управата има состанок и тражат нов тренер. Овај да биде, онај да биде, а еден од членовите влијателен. Ами имаме тренер тука. Абе вика, што сакаме ние тренер? Половината екипа од Мирко Наджаков, играчите се во екипата. А Мирко да го ставиме. И јас на 31 година станав тренер на Брегалница, тренер на Брегалница. На 31 година. Направивме разговори, прифатив да бидам тренер на Брегалница. Но јас бев професор по физичко воспитување тогаш. Во школа и работев во школа и во не бев завршил уште педагогија. Фудбалот ме оттргна од тоа. Да. Но покасно најдов начин и фудбал, и фамилија, и се, и да завршам факултетот, педагогија, јас сум професор. И со Брегалница како тргна работите? Со Брегалница имав многу мака. Професионалци беа. Тука беа Чаршавски, Сиваков, Шопов, не знам дали ќе се сетите на тие имиња. Живеа од фудбал. Брегалница нема пари. Тогаш беше Моне Балабанов технико. Беше малку комотен, но ја мислам дека он беше многу чесен фудбалски работник. И влюбен во фудбал. Влюбен во фудбалот, нема каде. Но дојде ситуација да никој не ни даваше пари, никој собранието не финансираше ништо, него требаше одно. Се ставања по фирми, на Моне не му даваме пари. Нешто така беше, многу се трошише, многу големо потрошачко друштво беше Брегалница. Никој не сакаше да свате дека е тоа така, дека тоа мораше така да биде. Фудбалерите живеат од... Па со судиите имавме... Брегалница од фудбал. Кој се оттргне од тој колосек од судиите, пријателството го изгуби меѓу судиите, не поминува добро. Така, нели? И дури и сега тоа присутно. Брегалница
многу тешко помина во втора лига. После јас сакав да се тргнам на страна, но останавме во лига таа година. Јас ја оставив лига. После 4, 5, 6 кола поново беа ми рекле дека ќе се средат ситуациите. Јас не сакав, јас имам работа. Ова е веќе следната сезона. Следната сезона доваѓа ситуација да фудбалерите ме бойкотираа на една утакмица. Од мене тражат пари, јас сум тренер. Викам, ти не нас... Добро, мора некому да се обратат. Па да, така. Другиве ги нема, тренерот е тука. Лепо го прават во фурната, а продавачот одговара. Знаете како е тоа, не бил добар лепот. И јас се откажав од фудбал. Се откажав. Само што се откажав, отидов брагу во тогаш беше во Пробишти отидов. Во Пробишти после 2 години направив перфектен успех. Со Рудар. Со Рудар. Рудар кој можеше да го победе, можеше да се пофале. Некаде беше повеќе од средината према горе, но јас битно ја подигнав квалитетот на клубот. После 2 години во Штип се јавуваат амбиции да бидеме први. И ме викат во комитетот. Тогаш беше наш човек си тука, дете на Брегалница. Боро Денков. Боро Денков, мој пријател, 2 години само постар од мене, се знаеме како гимназијалци. Мора да се вратиш во Штип и готово е. Екипата е во Дојран, да одеш таму е Јакимов, он ќе си дојде, ти ќе останеш и ќе бидеш тренер на Брегалница натаму. И така стана. Знаете, повтор пат доаѓаш, Пробишти се узнемири и направија страшна, дојдоа тука да прашаат дали комитетот и дали некој стое од политичарите зад оваа работа. Овој трансфер твој. Да. Но од мене се бара прво место, а Пелистер бега неколку бода. И играеме веќе трето, четврто коло во Прилеп со 11 октомври. Подобри сме ние. И во еден момент судијата измислува пенал. А водеме 1-0, но измислува пенал, а утакмицата превршува. И имаше еден Петровски по надимак Тарзано, и го промашува пенал. И се љутат тие еден со друг, а судијата ги повикува. Уште еднаш судијата голманот мрдна нешто лево-десно направил. И јас следниот ден, тогаш беше Киро Шалев председател, ќе се присетите на тоа име. А гол примивте од вториот шут? Примивме гол и игравме нерешено, Пелистер победи на страна и одам кај Киро Шалев следниот ден, викам, од мене барате прво место. Не бива. Што е решение? Да правиме екипа и политика нешто со околните играчи, околните екипи, да ние имаме многу тешки надпревари, со најтешки со Кочени, со Велес, со Кавадраци. Со овие тука се такмичеја да не победат. Ние беме малку за некој степен повисоки. Да. И така направивме. До крајот им помагавме малку на околните екипи. Ја спасивме Беласица, ја спасивме Тиверија на свој начин. За тоа пак малку настрада го победивме Неготино. Вардар Неготино и тие многу тешко го примија тај пораз, бидејќи тоа значеше за нив испаѓање од лигата. Но за нас, знаете што се случи? Следната година Оваа година не бевте прваци, Не, ние се откажавме веднаш и сега конкурент ни е најголем конкурент Куманово. Куманово го има зад себе првиот човек на фудбалски сојуз, на судијски фудбалски сојуз Анчевски. Тоа е Кумановчанец и малку помага. Драго. На Куманово е тренер Дончевски, Антон Дончевски. Во Куманово играат Зубац, Тргачевски, имаше некој тројца од Скопје.
И на полусезоната тие ни бегат дури и 6 бода. И Меѓутоа, почнува пролетниот И дел. во пролетниот дел тие дојдоа, почнаа да играат без Зубац, без Трагачевски, тројца играчи кои им правеа играта, им значеа се. Зубац беше играч од работнички. И во Вардар играше од Играше можеби и во Вардар. младинскиот погон Беше на Вардар. голгетер. И се скараа со Дончевски. И Брегалница го користи тој момент. Да, играат тие во Струмица. Штрип и Струмица вечни ривали, особено во фудбалот. Се случи на тој натпревар Куманово, Беласица Куманово, публиката струмичка да навива за Брегалница, Брегалница, да навива за Брегалница до таму. И Куманово Значи им кажуваат на своите фудбалери да играат за Брегалница. Така беше. И после тоа дојде прво место и ние останавме најголемиот успех на Брегалница, највесел. Значи тоа ти беше шампионска титула за сениори како тренер, претходно имаше куп освоено со младинците, а како играч имаш и една титула која бевте први 63-4. Да. И дојде купот. Тоа е малку покасно. Јас сум тренер, а помошник ми е Ристо Божинов. Беше претходно отишол беше во Струмица и го вратив да ми биде помошник. А и денеска живее во играме општинско, да. Играме на општинско ниво во некое село Врсаково. Така општински натпревари треба да поминеме. Јас ја праќам втората екипа во Врсаково и со Божинов да ја воде екипата. Се случи одвај Брегалница да победе на пенали. Нерешено 1-1. Исо Божинов се молел да не примеме гол во текот на натпреварот. До таму било. А Брегалница оди таму, но се случи фаворит. натаму. После тоа ние бевме први во регионот и отидовме во Охрид на некој натамошен натпревар. После тоа дојдовме во финале Вардар 2 во Скопје. Одигравме нерешено, но на пенали ги победивме. На пенали победивме и дојдовме да видиме први од Македонија. Одеме натаму во купот. Го победивме Аранџеловец, беше во втора лига. Шумадија. Шумадија од Аранџеловец. Дојде Олимпија во Штип. Олимпија со силен прволигаш. Вишневаc тренер. 14 натпревара узастопно немаше пораз на добиено. Да, и водеа во па некаде во лигата, тука во прва лига, југословенска прва лига, која беше голема работа. И направивме еден страшен успех, Олимпија ја победивме. Со 1-0 постигнат гол од пенал, Штериев направи еден многу убав пробив, фаулиран. Беше влегол во 16-никот, таму беше фаулиран голман, и судијата не можеше ништо, освен да суди пенал. Пенал го шутираше Драги Евтимов и победивме така. Со 1-0 и после дојде кој противник во купот? После тоа отидовме во Велеш. Во Велеш беше со Баевиќ, со Марич, тренер, голман. Владич. Половина екипа беа репрезентативци. Халил Хоџич. Да, Халил Хоџич. Да. Ние одигравме таму само 2-0. И тука завршија настапите на тоа. Сега вака, да се игра во четвртфинале на Југославија, во кој учествуваат повеќе од 2000 клубови. Да, од цела држава. А ние останавме во 8 најдобри екипи. Тоа е голем успех. Тоа е голем успех, апсолутно. Од 94 година постанав тренер на младинската репрезентација на Македонија.
Јас се бев малку откажал веќе од фудбалот. Пред тоа немаше нешто учества во тие стручни штабови на поранешна Југославија, на тие младински селекции и така? Одев на семинари, на сите семинари закажени, додека бев тренер. Значи со сите тие што беа селектори, тогаш... Да, имав тогаш и Сантрач беше, Кризманич, тие беа одговорни за ова. Да. За тие младински селекции. А овде во Македонија по самостојувањето, Знаете, 90, видите, јас тука малку промашив. Во 86 година јас постанав, веќе бев професор по педагогија, бе се откажал за еден период од фудбалот. Постанав прво тренер на Саша, па постанав тренер во околните, во Осогово и така, но се случи да ме повикат во комитетот, да ми предложат јас да бидам председател на тренерска комисија. Председател на СИЗ за култура, физичка култура, техничка култура и информирање на ШТИП. Аха, ево го зашто зборуваме за СИЗ-овите ова пред распадот на државата. Јас сум последен председател на СИЗ за култура, физичка култура, техничка култура и информирање. Во тој СИЗ работеа 165 вработени. Во културата имаше многу. Да, што јас бев председател на собранието. Личен доход преку СИЗ-от. Да. Сега, ШТИП имаше многу вработени во тоа време. Многу пари се собираа. Секретар, знаете кој ми беше? Боро Цеков. Ми беше секретар. Новинар од колегата. И фудбалер. Фудбалер. Мој бивши фудбалер, јас сум бил тренер на него. Па беше и во фудбалска федерација. Беше и он е еден од најуспешните фудбалски познавачи и на правилата и водеше комисијата за надпревари. Да, надпреварувачката комисија. Сега ме интересира за тренерскава работа твоја. Тренерската работа ја започнав како младинец, како тренер на младинските екипи 16, 17, 18 години. Боро Цеков е еден од членовите на фудбалската федерација, тогаш беше фудбалски сојуз, и одржуваат состанок во Кратово на имањето на Иванов. Дзинго наречен. Да. И во 12 саато, јас со мојата сопруга седеме на балконот од другата страна, на куќата. Телефонот звоне, вика, и Боро Цеков се јавува. Мирко, ај честито. Што? Ти си селектор на младинските репрезентации. За мене тоа одеднаш беше нешто несватливо. Наброгу после тоа, после еден разговор со Љубојшав Иванов, тој ме постави и за председател на тренерите на Македонија. Да, прво селектор на младинските категории и веднаш се зафатив потоа на тренерската. На тренерската и почнав да одам на семинари. Овие трудови, ова е резултат од одењето на семинарите и твоето навлегување во сите овие зборници јас ги напишав, а во 2003 година јас веќе не бев член на никаде, бев тргнал од фудбалската федерација. Ико Атанасовски ми се јавува, покојниот, да напишам една компилација од сите тие. Јас имав некои семинари незапишени. И за 3 месеца јас ги собра тука тие најбитните работи. И тука е и нешто друго. Кога бев тренер на младинската репрезентација, јас ја земав репрезентацијата 17 години под моје раководство. На 16 и 17, 18 години беа други. Значи се работи за 96 година. Имаме Балканијада во Југославија, во Парачин. Во Парачин ние направивме сензационален успех. Отидовме како аутсайдери, игравме во финале против Грција. Конкуренцијата на тој турнир беше ова: Грција присутен, Турција,
Бугарија, Романија, Југославија со 2 екипи, Хрватска не дојде. Тоа како Балканско првенство. Балканско првенство, Балканијада беше, и Албанија. И ние во таа конкуренција бевме втори. Изгубивме во финале со 2-0 од Грција, тие беа подобри, дилема нема. Значи грците беа победници на тој турнир. Медалот го имам тука. Ќе го сликаме него посебно, ова е во кригата. Составот на таа екипа беше. Ајде да го прочитаме, бидејќи тие подоцна беа фудбалерите што играат за Матија голман, Деловски Златко од Пелистер, Алексовски Александар Вардар, Толевски Стефан Охрид, Вајс Мирослав Металург, Новевски Николче, Пелистер, Трајчев Мартин Скопје, Трпеновски Крсте Враништа село, Тевдовски Драган Вардар, министерот за финансии, значи и него му беше тренер. Баевски Александар Вардар, Крстев Миле Победа, Игнатов Стојанче Рудар, Стефановски Драганче Силекс, Спалјевич Дејан Работнички, Апостоловски Ѓорги Пелистер, Елмазовски Илир Пелистер, Игнатов Ластимир Саса, Стојановски Александар Силекс. Знаете што? Јас кога ја добив оваа репрезентација, верувате дека имаше 9 или 10 играча од Вардар. Овие имиња јас ги пронајдов. Одев по сите места, вклучувајќи го и Новевски, и Вајс, вклучувајќи го. Најдалеку стигна Новевски во Бундеслигата, 8-9 години играше во Мајнц. Да. А што фудбалер беше Тевдовски, министеров? Тевдовски беше малку се снајдели на министерската фотелја како на фудбалскиот терен. Но да знаем дека ќе биде министер, ќе му дадев место. Така малку ушала. Имавме ние слаб маневар. Стојанче Игнатов не малку вадеше и тој ги шутираше сите слободни удари и ние ги победивме и Романија и сите други екипи на неговите центар шутови, а Николче на прва стотива висок или ја пренесеше топката позади Вајс, позади Баевски, постигнуваа голови. И тоа е за мене мојот најголем успех, ја го така именувам. Потоа како ја завршуваш кариерата тренерска? Таму, па дојде 98 година, се испомешаа партиите едно друго и дури јас се само повлеков, дури не добив отказ, јас не го гледав, сватив дека не ми е местото веќе таму и така. Добро, ја раскажа твојата приказка. Сега да ни кажеш од семејството, еве овде во Штип сме, во твојата семејна куќа. Ова е убав дел од градот, малку на Теферич. Јас овој плац го добив, сега не го добив, него си го платив. Да. Но за секој плац имаше по 5, по 6 кандидати да го земен. Јас го добив овој како председател, како тренер на Брегалница. Ова е 79-та година за заслугите. Да. И добро, се снајде, ја изгради куќата од семејство. Од семејство. Имам син, сега виден адвокат во Штип. Со фудбал? Не, ни синот, ни внукот. Никако. Добро, остануваат вака преку тебе да раскажуваат за фудбал. Мојата ќерка е биохемичар, има завршено биохемија, работи кај органџиски и она е во екипата на инвитро. Беше на специјализација. Да. И има успешен брак, зетот ми е електроничар. Значи тоа е семејството срекно, семејство си. Сната економист. Живеете убаво. Мојата сопруга сега веќе пензионер, цел живот работеше во пионерски дом, наставник беше. Имаме од ќерката и од синот по двајца внуци, и машко и женско, и на едната и на другата страна. Добро учат сите. Внуката сега беше матурант. Сега, во 2004 година дојде време да ме бев на избор на спортист на годината. Мене ме прогласија за
или е тоа награда за 50 години континуирана фудбалска активност. 2009 година ме повикува да бидам во некој хотел таму во Скопје. Има тренерската организација семинар. Не ми кажува зашто е тоа. Бев рекол дека ќе дојдам, отидов. И јас добив награда за животно дело од тренерската организација. Ја тврдам. Тоа е уште едно признание тоа за она најголемо признание, тоа е Оскар. Си придонел за фудбалот во Македонија. Па ево вака сега. Овој успех на младинската репрезентација постигнат на Балканијада. Доскоро ниту една репрезентација го немаше тој успех. Сега пред една година го направи 21 година репрезентацијата Милев. Да игра во. Во квалификации. Но да се биде испред Турција, која многу го гаеше во тоа време младинскиот фудбал. Да, Турција, Србија, Бугарија, сите во младински категории. А во Југославија, во Парачин беше, да. Во Поморавија тоа одевме по околните места. Поносен сум, прво јас имав и понуда за Вардар некое време. Но јас никој пат не сакав да видам професионалец. Ги признават многу луѓе, се присеќаваат на тие денови убави во фудбалот. И јас бев на половина град или тренер, или бев професор, бидејќи бев во школа во електромашински училишен центар, бев педагог и професор по физичко воспитување. Значи цел град те знае. Јас имам 2 дипломи. Да. А за нашите гледачи на крајот од емисијата да кажам дека тоа беше фудбалската легенда на Штип и на Македонија Мирко Наџаков.